Стефан, што току се вративме од интервју со ректорот на УКИМ, тој вели дека денеска е посетил автономната зона која вие прогласите на Филолошкиот факултет. Вели дека повикал 20 студенти кои се дел од работната група на Сенатот на УКИМ да дојдат на разговор, меѓутоа никој од студентите не се појави. Дали е точно ова? Па пред се посетата на ректорот во автономната зона беше за нас изненадна. Имено тој дошол некаде на 3 часот сега. И оние кои што се представници во таа работна група не беа присутни на факултетот и во тек беше координација нивно, барем јас сум дел од таа работна група. Јас сега доаѓам на факултетот, па тоа беше да се рече некој склоп на околности зашто никој не е пошол кај ректорот, но од изутрина секако ќе го посетиме ректорот и секако ќе разговараме заеднички за тоа што кои се нашите услови за тоа зашто го окупираме универзитетот. И тоа е што е во однос на тоа. Мислам, не значи бојкот на ректорот, ниту нешто слично. Според она што го кажа ректорот, вели дека не го разбира вашиот бојкот и не го оправдува. Како го коментирате вие? Па не знам, мислам, чуден е тој став дека не го разбира нашиот бојкот и дека не го оправдува. Всушност и самиот тој е против овој закон и знае дека се исцрпени сите институционални методи, знае дека студентите беа стигматизирани на секој можен начин, го знае и самиот тој кој е револтот на студентите, како студентите до сега беа представени и колку може да се каже дека и делумно и негова одговорност и колку тој водел грижа за своите студенти кои што се универзитетите и дали легитимно го представува универзитетот именно, што веќе вели дека не го разбира нашиот работ. Една од забелешките беше дека сретнал на Филолошкиот факултет и луѓе кои што се, како што речем, дури повозрасни од него. Добро. За какви посетители станува збор? Кои се тоа е, ние имаме отворен повик за донации на храна, на санитари и така натаму, така да би можело да биде било кој од тие граѓани кои што доаѓаат и солидаризираат со нас, а би можело, би можело да бидат и тоа и професори, но за да добие вистинска слика ректорот кој всушност е тука на универзитетот на автономната зона, најдобро е, ви го покануваме јавно, да присуства на еден од нашите отворени пленуми, каде што ќе види дека всушност станува збор за студенти од овој факултет и за професори од овој факултет. Исто му препорачуваме на ректорот да ги разгледа нашите програми, културни програми, во кои што има низа на предавања кои што ги држат професори од конкретно од овој факултет, се разбира во алтернативна настава. Токму тоа беше еден од неговите коментари дека тука држат предавања професори кои воопшто не се дел до универзитетот и се борат за автономија на универзитетот Кирил и Методи ја предаваат на други. Во тоа не би се согласиле со ректорот заради тоа што и би му препорачале да разгледа програмата. На целата програма има, значи 90% од програмата се професори кои што предаваат на универзитетот, додека има тоа денес предавањето беше на Артан Садико, кој што е бивш студент на овој факултет, односно на Јустилијан први, и кој што всушност и докторираше неодамно летото на тој универзитет, па така сметаме дека тој има право да одржи едно предавање на тема која што е соодветна со нашата окупација, така да не гледам нешто лошо во тоа да студенти од овој факултет го споделуваат своето знаење со нашите колеги. Сметаш ли дека нешто ќе се смени по утрешната средба со ректорот? Па, ние утре ќе му ги соопштиме нашите барања, имено ќе ги презентираме нашите услови кои се за окупацијата и се разбира дека се надеваме дека ќе излеземе со заеднички став со ректорот, заради тоа што во неформални средби ние се согласуваме со ректорот имено околу законот за високото образование. Може би значи дека се согласувате да се укине овој закон кој што е моментално и да се отпочне постапка за нов? Добро. Во кој ќе бидете вие директно? Ние ќе тоа се именно и нашите барања. Ние бараме договор кој што би не вклучило нас во изготвување на новиот закон и договор кој што ќе ни гарантира дека всушност ќе се оствари новиот закон, заради тоа што имаме многу причини да веруваме дека тоа не би се случило на овој начин кој што се движат работите. Меѓутоа он вели дека ве поканува да одите во неговиот кабинет токму за нов закон да дискутират. Па утре ќе бидеме присутни ете 20 членови што се од кај нас во работната група и ќе ги уточниме ставовите со ректорот во таа насока. Каква е атмосферата денес тука? Како се чувствувате? Одлично, супер. Изморни ли се? Па малку сме уморни од синоќа, но супер оди атмосферата.
програмата се одвива непрекинато, имаме богата културна програма, имаме предавања, сега во тек студентите од драмскиот факултет ќе имаат изведба на нивните испитни задачи и супер. Дали имате потреба од некаква помош? Па помош, би било добро да, не знам, доколку граѓаните сака да се солидаризираат со нас, храна имаме моментално доволно, би било добро да ни се донесат дрехи за спиење и такви ствари кои што имаме малку, не ни се доволно тие ствари. Инаку морам да кажам дека сме изненадени и многу благодарни на граѓанската солидарност, која што ни ја изразија на најдобар можен начин. Мислам, да ни помогна многу. Кои се вашите планови за утре? Па утре продолжуваме со окупацијата и ете, ќе се сретнеме и со ректорот, како еден од првите чекори на институционално враќање во институциите. И се надеваме дека некој ќе ги слушне нашите бари, односно надлежните ќе сватат дека се грешка. Доколку не се случи тоа, останувате на окупација.